Добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва со мене Наум Стоилковски. Почна изборната кампања, денеска понеделник. Сметав дека е неопходно да направиме и една дебата, да посветиме внимание на она што се вели медиумите и изборниот процес, односно медиумите и изборите. Вака, накратко кажано, меѓутоа тука има многу сегменти. Од едната страна, оној мониторинг врз што се емитува на телевизиите и другите електронски медиуми и оној дел што се нарекува политичко влијание, односно како и дали политичките партии се во можност да манипулираат со тоа што може да се појави на екраните пред јавноста, зашто секако наместо политичките партии цената ја плаќаат медиумите. Вечерва со мене во студиото се Зоран Трајчевски од мојата лева страна, директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, спроти него од мојата десна страна е Виктор Грозданов, поранешен директор на Асоциацијата на приватни електронски медиуми на Македонија. Добро вечер, добре дојдовте во отвореното студио. Добро вечер. Добро вечер. Вака како што ја представив темата, мислам дека е прилично јасно на двајцата кон што треба да дискутираме, да отвориме една плодна дискусија, да бидеме искрени во она што ќе го зборуваме, како и секогаш. Трајчевски, еве, денеска почна кампањата, како ви се гледа? Ке помине ли се? Видете, кампањата започна денес, меѓутоа агенцијата ги следи, ги мониторира медиумите од 7 август, од кога и беа распишани изборите од страна на председателот на Собранието. Споредено со претходните изборни циклуси, овој изборен циклус, покривањето од страна на медиумите е на многу повисоко ниво, односно известуваат многу по-професионално, ги почитуваат професионалните новинарски стандарди и како резултат на тоа до сега агенцијата нема изречено прекршочна пријава против ниеден медиум, само кај многу мал број од медиумите се појавува непочитување на професионалните новинарски стандарди или не се овозможува пристап на сите инволвирани страни во изборниот процес да бидат подеднакво застапени во нивните информативни програми. Се надевам дека овој тренд ќе продолжи во овие 20 дена, кога ќе биде и најжестока битка помеѓу политичките партии, дека ваквиот тренд на однесување на медиумите ќе остане во овие 20 дена изборна кампања. Така, Грозданов, ајде, ми зазвуча многу интересно еден дел од излагањето на Трајчевски, а тоа е дека немало дозволен пристап до сите политички актери во представувањето, нели, не биле опфатени во овој предизборен период. Токму во насока на оној дел од воведот што го кажав, колку политичките партии тука играат една значајна улога? Прво да се представам, јас сум Виктор Грозданов. Значи, на 25 септември 2002 година, пред точно 15 години, ме избра за директор на една сериозна асоцијација на приватни електронски медиуми на Македонија. Многумина мислеа дека сум државен службеник, не бев. Бев директор на една стопански интересна заедница, која што се занимаваше со вршење на радиодифузната дејност. Она што господин Трајчевски го кажа, треба да се каже вака. Значи, политичките актери имаат право да бираат каде ќе настапуваат, тоа е нивно право, легитимно. Кај нас да си член на политичка партија, и заборив да се доизјаснам, јас сум член инаку на Граѓанската опција за Македонија, на Централниот одбор, и да си член на една политичка партија е почит и чест во таков дел и политичкото делување е легитимно. Кај нас политичките актери мислат дека медиумите се нивна алатка во која што они ќе може да се занимаваат само за да бидат нивни пропагандни машини, меѓутоа тоа не е баш така, секогаш, но во исто време може и еден медиум да се занимава и да фати страна политичка таква како што сака. Во нашата држава постои независно регулаторно тело, кое што му се случи еден голем срам во неговото постоење, тоа е да му се постави адхок тело, кое што беше договорено со Пржино 1, Пржино 2 договори,
И ја ќе бидам многу безобразен сега, кој ќе го кажем следно. Да му се постави адхок тело за да одлучува за тоа како функционира регулаторното тело, тоа е вака као да на еден брачен пар да му донесете другар, дополнителен, за да ја задоволува една од страните. Добро, да видиме овој дел. Не. Баш да, околу тоа. И тука господинот Трајчевски требаше да биде малце посериозен во неговото делување и да каже јас сум Зоран Трајчевски, директор на таква и таква агенција, која што е многу моќна во однос на делувањето, можеше да бара ингеренции и така натаму. Тоа е сега веќе ќе разговараме за тоа како се однесуваме, како се однесуваме во пристапот како да се делува врз медиумите, меѓутоа остана така да имаме едно адхок тело кое што немаше потреба да постои во владењето на медиумските права. Ево, како за почеток. Како за почеток. Добро, токму адхок телото постоеше нели за парламентарните избори, сега го нема. Да. Дали вие, да речеме, ја пребродивте таа криза со недовербата, еве како што вели Грозданов, во таа насока? Видете, Ви веруваат ли сега сите политички актери дека медиумите и нели се мерат? Одлуката за да биде конституирано тоа адхок тело и да учествува во изборниот процес 2016 година беше политичка одлука и агенцијата тогаш и реагираше на таквиот политички чин кој што беше преточен во измени на изборниот законник кои што беа пременети само за минатите парламентарни избори. Сметаме, и тоа го има и во извештајот на ОПСЕ, дека адхок телото не ја одигра улогата која што се очекуваше да има, бидејќи носеше многу, може да се каже, слободно контраверзни одлуки. Многу пати кога некои медиуми требаше да бидат санкционирани, не беа санкционирани, а некогаш беа санкционирани не потребно, тук одлучуваше по друга линија, бидејќи јасно беше дека политичките партии директно предлагаа членови во адхок телото. Меѓутоа, извештајот што излезе и 2016 година и предходните избори 2013-2014 од страна на агенцијата, апсолутно ја опишува состојбата во медиумскиот простор, збориме за периодот на изборите, и тие извештаи скоро во целост, да не речам 100%, се поклопуваат со извештаите на ОПСЕ и не може да се каже дека агенцијата во тој период не ја извршила својата функција во однос на следењето на изборниот процес. Но ако адхок телото одлучувало, да речеме следствено политичките мисли, идеи и насоки дадени од партиите од кои што се избрани, тогаш адхок телото веројатно и тие одлуки биле заказни политички, не биле. Не беше буквално така дека адхок телото одлучуваше по сопствено убедување, туку си постоеше мониторингот на изборниот процес, на изборното медиумско представување на телевизиите, на радијата, се изготвуваа како и сега и како и претходно 10-дневни извештаи и врз база на тие извештаи адхок телото изрекуваше или не изрекуваше санкции. Значи адхок телото ги имаше сите факти на располагање за да може да донесе соодветна одлука за тоа дали некој медиум ја го прекршил или не го прекршил законот. Сега тоа е широка тема што тие измени на изборниот законник беа донесени во еден политички процес, не беа дефинирани правила за тоа што представува избалансирано известување 80 дена, освен за оние 20 дена кога е изборната кампања, и можеше да има и произволни толкувања на членовите на адхок телото за тоа кој медиум го прекршил законот или не го прекршил законот. Ако велите повторно ќе се нарадиме за тоа, ако произволно посочувале што било прекршување, немаше критериуми во изборниот законник, тоа беше обзнано. Има ли сега критериуми? Сега да. За овие 20 дена од денеска што почнуваат има господин критериуми. Трајчевски, постојат тие изборни критериуми, постојат од поодамна, значи не е тоа од сега. Јас затоа се представив, јас 15 години работам со медиуми, значи сум бил дел од луѓе и се уште сме пријатели со тие луѓе кои што биле најмокните газди на медиумската
сфера, за она што агенцијата и претходно Совет за радиодифузија, значи ги казнуваше, имаше услови како тоа се прави. Што се однесува до политиката, значи јас кажав, не е срамота и е голема почит да бидеш дел од политичка партија, како што впрочем и вие дојдовте од политичка партија, не дојдовте вие од независни здруженија. Сега во овој момент се носи нов закон, предлог закон до собранието, во кое што сакаат да ве дерогираат вас како агенција, вие сте таму директор, да ве дерогираат не само вас, туку и самите членови на агенцијата. Значи, ние зборуваме дека агенцијата за медиуми во Република Македонија се, значи, односот кон нејзе е као да е тоа некое тело за привремени вработување на политички работници. Значи, тоа и не е баш така, затоа што мора да се однесуваме малце посериозно. Јас кажувам, јас да бев на ваше место. Како сакате разберете ме, дали пријателски, дали непријателски, како сакате разберете ме. Јас да ми донесо адхок тело. Во истиот момент ќе си дадев оставки, ќе речев, еве ви, адхок телото нека одлучува за што? За нешто што агенцијата го сработуваше и на адхок телото му носеше комплетни решенија, па адхок телото одлучуваше. Патем на самото адхок тело, бидејќи јас ги познам сите чинители во самото тело, значи мораше некогаш ги тераа дури и сами да пишуваат правнички работи, што не е културно, не е убаво, значи за самата ситуација во Република Македонија. Зошто? Заради политички компромис во тој момент. Медиумите во Република Македонија имаат право да се однесуваат во самата кампања онака како што сакаат да се однесуваат, имаат право да зафатат страна политичка таква како што они сакаат, затоа што тоа се легитимни нивни права како што постои сегда во светот. Са нормално, знаете како денеска разговарав со еден мој пријател. Беа споменати новинарските стандарди. Само момент. Да. Се извинувам. Денеска прашав еден мој голем пријател, се вика Славевски Баш. Го прашам, молим те, кажи ми, кога гледаш вести, што ти смета? И он ми вика, знаеш што ми смета? Кога јас ќе ми пренесе некој некаква информација, а не го слушам тој истиот дали тоа го кажа. Тој е да пренесе информација дека Виктор Грозданов кажал нешто, ама на Виктор Грозданов информацијата ја нема. Ние за тоа разговараме. Агенцијата за медиуми мора да се реорганизира. Господин Трајчевски, па зар не го читате законот од пред 15 дена го поднесува до собранието? Самите гледате. Вие не сте неискусен во овој дел. Ја не ве напаѓам да не се разбереме погрешно. Само прочитете што они напишале. За да бидеш член на агенцијата, јас треба да трчам до Сдружение новинари да ми даде на мене подпис дали јас сум подобен. Го читате тоа, така? Мислам дека не е тоа тема на вечерашната емисија. Не баше тема, и мора да се знае заради јавноста дека медиумите мора да го почитуваат законот, а не можат да прават што сакаат. Затоа има закон. Инаку ако има нормално стандард, пише во законот, не може да прават што сакаат, не може да кажуваат дека Виктор Грозданов е најпаметен или Зоран Трајчевски е најпаметен. Значи тоа не може да го прават. Има стандарди. Правила, законски одредби. Меѓутоа, вакво однесување од страна на политичките партии да се премолчу од страна на агенцијата, никогаш не. Јас затоа кажав, во 15 години никогаш не сум видел вакво ноншалантно однесување. Беа споменати новинарските стандарди, во таа насока го разбрав Грозданов. Можеме да разговараме за тоа кој колку бил присутен во медиумите, во информативниот дел, во дебатите. Меѓутоа, да речеме, еве, започнува една нова кампања во која повторно политичките партии одигруваат многу важна улога во кој медиум би настапиле, а во кој не би настапиле. Како тука може да се исполнуваат новинарските стандарди ако самите политички партии наметнуваат своја улога врз медиумите. Токму затоа и прашав, се извинувам, токму затоа и прашав во насока на формирањето на адхок телото, формирањето на еден вид притисок и врз работата кој што би требало на едно тело кој што би требало да биде независно. Така, значи има два аспекта тука. Присуството или неприсуството на одредени политички партии во дебатни емисии на одредени телевизии треба да биде кажано од страна на самиот водител или представник на телевизијата
и генерално во демократски општества бегањето од дебата е минус за таа политичка партија. А тоа е едниот аспект. Вториот аспект околу застапеноста на политичките партии во информативните, односно начинот на известување на медиумот за активностите на политичките партии е сосема друг аспект и тука медиумите треба да водат сметка да ги представуваат подеднакво сите учесници во изборната кампања. За комерцијалните медиуми се правилата едни, за јавниот сервис се други, во зависност од бројот на... Да, за делот за градоначалниците треба сите градоначалници да имаат подеднаков третман, а во делот на листите во зависност од бројот, пропорционалноста на поднесените листи од страна на политичките партии. Така да неприсуството на дебатите е еден аспект и сосема е една работа која што секако ја зема во предвид Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, а друг аспект е тоа колку време се отстапува за одредени политички партии или колку време им се дава повеќе на други политички партии. Така да тие две работи не може да бидат поврзани. Тоа што го зборуваме за почитување на професионалните новинарски стандарди и избалансирано известувањето, значи дека секој медиум треба да води сметка за својот кредибилитет во јавноста и да им возможи на учесниците во изборниот процес да бидат подеднакво застапени во овој изборен процес и во претходниот. За жал, воопшто не е остапено време за платено политичко рекламирање на независните кандидати. Тоа е слабост на законот. Агенцијата повеќе пати го извести Министерството за правда, меѓутоа немаше реакција од страна на Министерството за правда, така да во овој изборен процес за избор на градоначалници на советнички листи, независните листи на советници, независните кандидати за градоначалници ќе бидат во подредена положба, бидејќи нема да имаат можност за платено политичко рекламирање. Може ли медиумите да излезат од Видете сега, така? Јас се извинувам што ве прекинувам во поставувањето на прашањето, меѓутоа јас се слагам со господин Тречевски. Во оваа држава постои директор на национална телевизија кој што директно се заканува на градоначалник на одредена општина, во случај Карпаш, за Стефча Киловски, и му вика, јас лично ќе те сменам. Од позиција, значи прво управител на една фирма, значи јас сум представник на капиталот. Така, значи не е важно како се вика директорот. Дали он има моќ или нема моќ тоа да го направи, тоа е негова работа. Меѓутоа, агенцијата нема, значи не збориме дека са Трајчевски е лично виновен за таа работа, меѓутоа нема ингеренција да му каже, да го викне на разговор и му рече, види ти не смеш така да се заканаш, ти можеш да си зафатиш страна, ти можеш да бидеш, дали сакаш да си за СДС, или сакаш да си за ВМРО, или за ГРОМ, или за ДУИ, за ДП, БЕСА, не е важно. Меѓутоа нема моќ тоа да му каже. Истата таа телевизија, кај што господинот е директор, премиерот на оваа држава, моментален, кажа дека има најрелевантни вести. И се ништо разговараме. Така сега, за да не прво агенцијата не е таа ниту што ги вика, ниту што им укажува на новинарите како да се проблемот што не може да ги викне. Однесуваат, а коментарите кои што вие зборувате беа изнесени на социјалните мрежи. Тоа е личен став? Па во ред, меѓутоа не може агенцијата да реагира. Добро ве прашам, во ред, значи репортер на Балканска мрежа, на Ал Джазира, кој што вика ние сме најголемата балканска мрежа, која што се гледа од Словенија, од Триглав до Вардар, значи истата господја се заканува дека ќе објави не знам какви информации по однос на истиот градоначалник, кој ќе е прогласен патем за најдобар градоначалник во Југоисточна Европа и никој ништо не им може на истата господја. Зошто? Не знам, јас тоа прв пат го слушам од вас. Па не бе, јас ви пренесувам. И јас кажувам дека ја не ве обвинувам вас дека вие нешто наменски правите. Ја кажувам дека вие немате ингеренции. Зошто немате ингеренции? Затоа што сите луѓе само молчат и само се третираат демек еве за рамките на законот сме, еве ќе пуштиме писмо до Министерство за правда, па они нема да ни одговорат. Во ниедна законскиот простор. Дали вие чувствувате дека ви е тесен законскиот простор тоа што вели? Ниту во делот на тековното работење, ниту во делот на изборниот законник, агенцијата нема помали надлежности од тоа што треба да има. Постојат одредени слабости на изборниот закон кои што се однесуваат, зборам за делот на медиумите, кои што треба одредени ситуации кои што се нејасни да станат јасни.
одредени ситуации, како што кажав, за представување на независните кандидати во изборната трка, да им се овозможи да учествуваат во изборната трка. Постои, според ставот на агенцијата, непропорционално големо време за платено политичко рекламирање од 18 минути, во кое што големите политички партии доминираат, а малите политички партии добиваат по 1 минута. Меѓутоа, од аспект на делување на агенцијата, немаме намалени ингеренции кои што ни невозможуваат да можеме да постапуваме по одредени ситуации. Поставам прашање, дали сме новинар, представник на Македонија во една балканска мрежа, регионална, да земе, да се заканува директно затоа што незиното лично чувство е дека е контра тој политичар. Дали сме тоа да го правиме? И се ни тоа не сме, и се ни ќе викаме, па знаете, у законот не пишува. Што можеме да направиме во тој дел? Станува како идеја се збориме. Не зборуваме како идеја, значи однесување секој 15 септември ќе завршат, ќе дојдат нови избори. Секој човек, вклучувајќи ги новинарите, одговараат за своите постапки. Новинарот има јавно мислење, има јавна функција. Да, втора работа дека зборуваме за медиум кој што е регистриран надвор од Македонија и за кој што немаме ние како агенција. Па во ред меѓу уредувачката одговорност 52% од населението гледа странски канали, од кои што Ал Джазира има сериозна гледаност. 50, тоа не знам од каде ги имате тие податоци, апсолутно не е точно. Вие имате ваши, ја имам мои. Официјалните податоци се дека 70% од населението во Република Македонија ги следи телевизиите и медиумите кои што создаваат програма во Република Македонија. На социјалната мрежа каде што пишува истата господја, значи има 1.800.000 претплатници. Корисници, се извинувам. Не претплатници, се грешка моја. Така? Тоа е скоро колку целото население. Од Македонија, не збориме од Србија, од Бугарија, од Македонија. И тоа не ја гледам туку улогата на медиумите во Македонија или улогата на агенцијата во однос. Зашто? Се сериозен медиум. Точно, меѓутоа некој што не е предмет на регулација. Не само за ваша информација, да ви кажам вака. Сојузна Република Германија пред 3 дена донесе закон во кој што вика доколку има говор на омраза на социјалните мрежи како Facebook, Twitter и така натаму, 50 милиони евра оштета ќе плаќа. Видете, говорот на омраза се санкционира и кај нас и појавата на говор на омраза не само на социјални мрежи, туку и секаде. Ако почнам со Андреј Жорновски, јас како гром, да почнам да го навредувам Андреј Жорновски, сигурно треба да добиам некаква казна, така? Да, меѓутоа одговорноста за говорот на омраза има јавното обвинителство. Сега чекајте малце. Затоа постои агенција за медиуми. Значи сега веќе све стана медиум. И Фејсбукот, штом се рекламирам јас на Фејсбук, тоа не е на скали па да поставам. Тоа се сосема други, значи не може да бидат социјалните мрежи во никој предмет на регулација. Штом става, значи јас па не се разбираме. Ја не ве напаѓам вас лично како човек. Туку само кажам дека не може да мижиме, тоест да замижуваме пред нешто што се случува како реално. Добро, има и други медиуми кои што се од надвор регистрирани, а што имаат тука своји мора да бидеме јасни, социјалните мрежи можат. Ако јас платам реклама на спорт клуб, во кој што ќе кажам дека најпогрдни зборови кон Зоран Заев, што ќе ми направите? Ќе го известиме регулаторот од таа држава ако има елементи за било какво прекршување на регулацијата. И дека вие го известите, отиде во. Добро, тоа е демократска пракса во целиот свет и социјалните мрежи кои што претходно ви кажавте не може да бидат апсолутно никако предмет на регулација. Зоран Трајчевски истиот кој што го познам. Кажете ми зашто Пинк телевизија во Македонија не се реемитува? Вие да не се реемитува. Зошто да не совте една одлука? Зошто не се реемитуваше? Советот во 2000... Затоа што ви напиша дека е од бивша Југословенска република Македонија. Точно има почитувавте уставот на оваа држава. Во законот за радиодифузна дејност и во сегашниот, има елементи, има законски одредби кога може странски канал да биде забранет за реемитување. Една од тие одредби е повикување. Законска одлука. Ако се сеќавам. Да, беа повеќе елементи, не беше само навредата за БЈРМ, туку беше и тоа беше една
првата навреда, втората работа беше финансискиот долг кој што го имаше Така е. телевизијата кон агенцијата и третиот беше долгот што го имаше кон новинарите кои што работеа во тој медиум. Закон за облигациони односи, ако трнеме по таа работа, не може да се докажем. Грозданов, се извинам. во интерес добра. на нели клиентите, време е за реклами, ќе продолжиме после рекламите, очигледно дека ќе биде интересна дебата во отвореното студио. Еве не повторно во отвореното студио на тема медиумите и изборите. Со мене се Виктор Грозданов и Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудиовизуелни услуги, медиумски услуги и поранешен директор на Асоциацијата на приватните електронски медиуми во Македонија. Разговараме за политичкото влијание врз функционирањето на медиумите, особено во изборниот процес, но темата се проширува и во дискусијата помеѓу двајцата гости. Ако лани го имавме ад хок телото, каде што се оценуваше, дури би прочитал, каде што се оценуваше и дали водителката на дебатна емисија настапувала со поостар тон со представник не на политичка партија, заради што и беше казнет еден медиум. Од друга страна, политичките партии некако излегуваат заштитени во целата игра со тоа што може и да не ги информираат за партиските активности одреден медиум кој што не им е по волја или ако е критички настроен кон определена политичка идеја или да одбиваат интервјуа, што директно влијае на работата на телевизијата. Токму затоа Трајчевски ме интересира дали агенцијата може да наложи, тоа мене ми е јасно да објасниме на публиката, може да влијае едно кон медиумите, но да влијае и кон политичките партии за коректно однесување кон медиумите. Бидејќи евидентно е нивното некоректно однесување кон дел од медиумите. Видете, јас тој го кажав и преска од аспект на покана на представници на политички партии наивно одбивање. Медиумот тоа треба да го обзнани во секоја дебатна емисија или во секоја информативна емисија. И во такви случаи агенцијата го зема во предвид тоа дека биле поканети гости од повеќе политички партии, но тие гости не дошле. И тоа го кажав е едниот аспект. Меѓутоа, известувањето на медиумот во делот на информативната програма, основно креирањето на вестите, апсолутно не зависи од политичките партии, туку зависи од уредувачката политика на медиумот. Така да во тој аспект на известување на медиумите за настаните, за изборниот процес и подеднаква застапеност на сите учесници во кампањата, во зависност нормално и од интензитетот на кампањата, е уредувачка одговорност на медиумот и во никој случај не зависи од политичките партии. Коректното или некоректното однесување на политичките партии ќе го оценат гласачите на 15 октомври, ќе го дадат гласот за тие кои што сметаат дека се коректни. Така да сметам дека политичките партии во делот на формирањето на уредувачките одлуки на телевизиите не влијаат и тоа е одлука на секој медиум како ќе известува. Како што кажав и сега, ви се допаѓа емисија во која што ќе има една страна и едно празно столче? Ви реков јас и на почетокот, тоа не мора да е во изборен процес. Значи, јас кажав дека е недемократски и во демократските општества тоа е и недозволиво и недопустливо. Меѓутоа, одговорноста за тоа си ја носат политичките партии, затоа реков, тоа ќе го ценат граѓаните и ќе си дадат свој суд за на денот кога ќе го даваат гласот за било која политичка партија. Бидејќи секогаш на крајот излегуваат новинарските стандарди дека не били испочитувани, Грозданов, тебе ќе те прашам колку медиумите всушност се трудат да ги почитуваат новинарските стандарди, но имаат сопки од страна на политичките актери. Се вака да ви поставам едно прашање. Вашиот поранешен колега Гоце Михайловски од негови причини ја напушти ТВ Нова. Еден од перијаниците на новата власт, Борјан Јовановски, му напиша дека бил дел од злосторничкото здружување во новинарското информирање на јавноста преку ТВ Нова. Вие како се чувствувате? Вие сте дел од новиот тим. Вие сте дел од злосторничко здружување или вие си имате некаква идеја која што треба сами си ја креирате како новинар? Што јас седам тука, немам потреба да се искажам како се чувствувам. Значи, јас тоа го кажам. Значи, господин Трајчевски се познаваме многу одамна.
скоро 15 години. Значи, јас и господин Трајчевски во 2003 година бевме во Загреб, каде што имаше омбудсман за медиуми кој објаснуваше што значи известување и како тоа треба да функционира на држава. Тоа беше омбудсманот за медиуми на Босна и Херцеговина. Дали им го наметнале преку Дејтонски договор и така натаму, тоа е нивна работа. Во Македонија само една личност, освен мене, Трајчевски и Горан Гаврилов, као собственик на Канал 77, го има кажано овој, ја има дадено оваа идеја, тоа е Александра Теменугова во 2004 година и понатаму више никој не ја каже како идеја. Остана така. Значи, не можете да ме сопрете да јас размислувам поинаку од другиот. Значи, како медиум се збориме, значи не зборам сега како Виктор. Како медиум не можете и не смеете. Меѓутоа, има другата страна право да даде одговор и затоа се во законот се пишуваше право на одговор и исправка. И тука завршува разговорот. Дали тука ќе биде празно столче, нема да биде празно столче. Дали ќе има дебата или нема да има дебата. Дали е тоа демократска култура или не е демократска култура. Законот е пред сите. Затоа на агенцијата треба да и се прошират ингеренциите. Затоа во паузата за реклами го прашав господин Трајчевски дали ќе го коментира новото предлог решение за медиумите. Односно, каде што они му викаат, вие више не постоите како директор, а за да не постои како директор Трајчевски, оваа власт треба нешто суштински да смени во законот, за да може да го смени него директно. Зборам за господин Трајчевски. Они ништо не менуваат суштински. Они викаат само нови предлагачи ќе биде, не е Зоран Трајчевски, сега е Виктор Грозанов директор, не е Виктор Грозанов, сега е Најом Стоилковски. Значи, затоа сакам да го ислушам дали има коментар на таа прилика. Затоа збориме за суштински измени. Затоа збориме за, значи, кога збориме за не само за како носител на јавна функција, туку збориме и за јавна личност која што креира јавно мислење. Тоа се новинарите. И имаат сериозна одговорност. Гледайте се вака. Ако еден новинар каже дека во Карпош еден гори зграда, а тоа не е вистина, која е одговорноста? Може да ми кажете? Колку луѓе ќе се испаничат? Толку? Значи, збориме за едноставно за одговорноста. Во овој момент, јас кажав и на почетокот, да ми наметнат адхок тело на агенција која што ги поминала сите која што ги поминала сите експертизи, дека е наместена како што треба и да ми наметнат адхок тело, да ми одлучува наместо мене, јас лично ќе се отидев. Не знам вие, Зоран Трајчевски, како се однесувате, меѓутоа јас ќе се отидев. Па ви кажам, тоа е како на мојот брачен другар да му донесат наместо мене да дојде некој друг. Така сватете го се. Да одлучува место мене. Она што генерално мене ми беше идејата беше нели да разговараме за политичките партии во однос на и медиумите во однос на квалитетот на информирањето што ќе го добијат граѓаните. И затоа сте вие како нели агенција за медиуми треба да имате исто така една улога како што вели Грозданов, малце поширок и поголема, која што би требало да ги регулира тие односи во однос на информирањето на граѓаните и во однос на квалитетот на информацијата што ќе добијат. Бидејќи може да се случи, нели, ако не гледаме само квантитативно, да може да има една политичка партија 10 преса, а другата да има само еден и како тоа понатаму ќе може да биде избалансирано, од друга страна и колку може некој да се искаже во определена квота на време, да е нели поискусен во сето тоа. Добро, има ли странски искуства кои што може да допринесат за поквалитетно информирање? Така, значи, професионалните стандарди се исти во целиот демократски свет. Јас не верувам и воопшто не сум убеден дека новинарите во Република Македонија тоа не го знаат и дека не ги познаваат. Во одредени моменти, заради одредени интереси, тие не ги почитуваат професионалните стандарди. Агенцијата не може да добие поголеми ингеренции и да наметне на новинарите како ќе се однесуваат. Тоа е, односно како ќе информираат јавноста. Тоа е предмет на саморегулација и апсолутно не може да биде предмет на законска регулација.
Мислам дека таа фаза е надмината. Самото подобрување на состојбата во информирањето, тоа го покажуваат извештаите од овие 40 дена што ги правеше агенцијата, покажува дека кај новинарите, уредништвото има знаење, има капацитет да го подобри начинот на известување, така да од тој аспект апсолутно не сметам дека треба да има било какви зајакнувања на ингеренциите од страна на агенцијата. Во делот на тоа, дали една партија ќе има 10 преса, а друга партија ниту еден прес, до сега не сме имале такво искуство да има таков драматичен интензитет на кампањата. Може една политичка партија да има малку поголем интензитет во кампањата, а друга помал, меѓутоа тоа агенцијата секогаш, односно и претходно Советот за радиодифузија, секогаш го земал во предвид и тоа не може да биде причина за казна на некој медиум. Јас и тоа ви го кажав и на почетокот, дека ако една политичка партија добие 3%, а другата 18% од времето, апсолутно не станува збор за интензитет, туку за Наменска игра. Наменска игра, да. Ги споменавме интересите. Знаете што, јас само сакам да се надоврзам на господин Трајчевски. Во овој момент имате политичко насилство од политичарите кон новинарите, но и обратно имате новинарско насилство врз политичарите. Мислам, јас се извинувам сега, се надевам, не ве навредувам, меѓутоа дел има така. Јас повторно кажувам и сум сигурен во тоа што го зборам. Мислам дека за 5 години ќе разговараме поинаку, дека една агенција, едно регулаторно тело треба да има влијание врз све. Замислете, имате специјално јавно обвинителство кое што обвини новинари дека переле пари. Агенцијата самата требаше да отиде и да рече: "Дајте ми ги вамо доказите дали е стварно перено пари или не е перено пари." Сега вие може мислите дека Виктор Грозданов е малце будала сега во овој момент, и јас ви кажам дека така треба да функционира агенцијата. Имате понатаму, од самата агенција премолчување на многу работи кои што се однесуваат на пазарот, за парите. Еве ве прашам, зошто спорт клуб оди на српски, на хрватски? Немаме одговор, така? На хрватски оди, не на српски, хрватски. Или на хрватски, не е важно. На балкански, да кажем. Дали ја можам сега утре да се договорам со спорт клуб и да пуштам реклама која што директно ќе го навредам премиерот на Република Македонија? Можам. Не. Мислам, сега ги вртите. Не ги вртам. Нема врска реемитувањето на странски канали со емитување програма во Република Македонија. И јазикот на кој што спорт клуб има добиена дозвола во Луксембург, на тој јазик на кој што емитува програма. Вие размислувате на еден начин, ја размислам на друг начин. Ви кажам, за 5 години ќе разговараме поинаку. Не размислуваме, такви се законските решенија. Нема тоа е најлесно. Законот вика дека треба да носам црно дело. Зашто не може тегет? Црно. Таков е законот. Во дел на критиките во однос на медиумското битисување и политиката, доста критики имаше во насока на, како што рековме, парите и она што се нарекува национален и државен интерес и кои се спонзори на дел од дебатните емисии и дел од оние информативни емисии по медиумите. Има ли тука конфликт? Сега видите да ви објаснам една работа. Оваа телевизија направил Сеат Кочан, така? Извадил пари од џеп. На друга телевизија некој дал пари, да кажеме USAID дал пари за да има дебатна емисија. Вас Сеат Кочан директно ве плаќа, а USAID плаќа некој сосема друг. Може ли да ги провериме понудите маркетиншки? Колку кошта секунда овде кај вас, а колку чини кај нив? Може тоа да го направиме. И тоа ќе дојдеме до големи разлики. Затоа што во оваа држава, седека не почна се разбира дека телевизија се работи и се функционира со некој кој што извадил пари и не може да се даваат странски пари за да може да се битисува контра некаква си идеја поинаква. Толку. Емитувањето... Тоа е приватна продукција, нели?
Не знам за што мислите. Збориме сега, воопшто за пари Воопшто? странски во Странски пари во емисија. Значи, учеството на тие конкурси што ги организираат разни меѓународни организации имаат право да учествуваат сите медиуми во Република Македонија. И најголемиот дел од медиумите во Република Македонија добиваат одредени финансиски средства. Значи, најголемиот дел, зборувам сега за националните медиуми, така да не може да се каже дека некој или мал дел добиваат, а другиот дел не добиваат. Значи, ако сакате, можеме и да ги наброиме по име кои се емисии на различни национални телевизии, се финансирани од различни странски донатори. И апсолутно не може да се постојат строго утврдени правила кои што ги знаат телевизиите и однапред, за да можат да бидат кои што треба да бидат испочитувани без да има било какво влијание врз, не знам, политичките одлуки или во начинот на информирање на граѓаните во Република Чекайте, сега да ви Македонија. поставам едно прашање. Само Значи, сакам да довршам, пошто дали- јас не ве само да- прекинувам само во Само да ви излистувањето. поставам прашање. Грозданов, господин ве молам Трајчев. само да заврши. Како е можно проект на USAID, ја немам проблем со USAID што им дал пари. Како е можно да неговата секунда биде поевтино до на канал 77? Еве ве прашувам, како е возможно? Не од ТВ Нова, од канал 77, радио национална мрежа. Јас не ги знам цените, цените ги Сега, знаат затоа збориме дека собствениците агенцијата на има поинакви ингеренции собствениците traži. на медиумите и секоја таква во финансиска помош на медиумите им е добре дојдена и апсолутно не се согласувам со тоа дека не треба да учествуваат, бидејќи многу од тие проекти кои што се финансирани од тие меѓународни организации допринесува и за подобрување на состојбата на медиумите во Македонија. Да не забораваме дека до пред една година, пред појавата на топ тема, немавме воопшто ни дебатни емисии во Република Господин Македонија. Трачевски, вие станавте председател со наметнување на дополнителни актери во самиот Совет за радиофузија. Вие дојавте директно од одредена политичка партија. Ја кажувам, јас сум личен пријател на Стефчо Екимовски, сум член на Централен одбор на ГРОМ. Тоа апсолутно нема Ама никаква може врска со не може да начинот кажувате дека во 2011-12 кога вие станавте председател, дека немало дебатни емисии. Мислам, не е убаво, не е дегутантно е. Тоа се факти. Добро, супер, понатаму. Тогаш ќе се конфронтираме се. Зборуваме за факти, апсолутно не ста. Значи, ситуацијата во медиумите ја сменија странските пари, однесувањето на политичките актери ја сменија. Значи, топ тема која се допринесуваат кон подобрување на состојбата. Кои се учесници во топ тема? Која е политичката дебата? Сега, ја ви поставувам прашање конкретно како на човек. Дали Александар Чомовски е учесник во топ тема? Александар Чомовски е ангажиран од телевизија Телма. Не, дали е учесник во топ тема? Он е Не разбирам што еден од водителите, така? Точно да е ангажиран од страна на Може да ја телевизија објасните Телма. на македонската јавност што има направено со еден од проектот пари од државата. Што луѓе платиле... Не бе, зашто? И тоа се државни пари, како? Тоа не е USAID? Може да Добро, да не објасните. Вие го спомнуваме знаете име процесот, някој што така? се... Точно, Да. Мислам не е коректно да се Зашто не е зборува коректно? за луѓе кои што не се тука во студио. Прво, не се Па тука, еве и второ- да се и да не се. Како тоа е? Зоки. Каква Не е врска убаво, има факт. учеството на Па не е убаво, на факт. Чомовски во емисијата Топ тема. Еве Иначе сега чисто за ваша информација, Што го направи пред проектот? година и пол го доби судскиот процес и ја предаде таа емисија која што тој проект од јавен интерес кој што беше спорен и кој што не знам 2004-2005 или која Така. година бил му биле ред. доделени средства од тогашниот Совет за радиодифузија. Добро, сепак мене не ми е јасно дали за политичка дебата се потребни странски пари. Значи за учесниците што треба за една Не, сега политичка тоа е- дебата? Треба сега една е- маса, тоа 4 е- столчиња, Тоа е две камери, тоа е извратување, исто сега што тоа е извратување на тези, никој не кажал Не, дека јас не е за тоа, за дебата е рековме дека потребно немаше странски дебати. пари. Дали агенцијата ќе ги контролира или нема да ги контролира? Дали на тие луѓе кога станува збор Значи, јавниот интерес, државниот немојте интерес, сега да чиј ми кажувате интерес дека може се да влие. демократски Тоа принципи беше- го рушам пазарот. Срамота е да една телевизија национална со еден сериозен рейтинг да има пониска цена од национален медиум кој што е радио како што е канал 77. Тоа се И, факти и кои што агенцијата вие да не рече, види, ја не знам за таа работа. Не може, господин Трајчевски. Затоа агенцијата треба да има поголеми ингеренции. Дали знаете како се вика човекот кој што ги контролира етикетите за пипски флаши во Америка?
Сам тоа не знам са каква врска Па, има со емисија. за да ви објаснам како функционираат американците кај нив во државата, а кај нас ќе дадат пари и се срушија цената на пазарот. Не може така се. Постојат И овие луѓе овде треба да јадат. повеќе години, уште од пред 2,5 години, барање што е доставено до владата за измена на законот за медиуми, медиумите да имаат обврска да доставуваат до агенцијата извештаи, дали 3-месечни, 6-месечни или годишни, во кои што ќе имаат обврска да информираат за донациите, за средствата кои што ги добиваат од државни органи. Меѓутоа, тоа до ден денешен не е направено и затоа се што се зборува овдека не можеме да го потврдиме ниту со факти, туку се само муабети за одредени информации, се информации од јавен карактер и може да се побара од тие телевизии. Воопшто не ги ни кријат сумите кои што ги добиваат од одредени странски донатори, а и самите странски донатори имаат обврска да ги објават тие суми. Не знам, не представува никаква табу тема или тајна кој медиум колку средства добил од кој странски донатор. Не праша воопшто во насока на тоа дали е табу тема. Јас чисто поставив прашање едно холандска амбасада, пошироко, тоа не дали се криминогени структури, тоа се држави кои што даваат државни пари во дел од медиумите. И факт е дека кој знае да напише проект, тој ќе добие проектот и ќе го изработи. Работата е дали со парите, еве не од холандска, не од америчка, не од британска, еве од грчка амбасада. Дали агенцијата треба да му каже ти кога си добил пари странски, треба да го рушиш бизнисот на оне кој што сам настапува на сцената, да речеме како ТВ-нова. Тоа е прашањето. И тука треба ние да се бориме за ингеренциите на агенцијата, а не да се бориме, ја повторно ви кажам, знаете како настапувате? Добро, значи секој новинар кој ќе иде на ТВ дебата мора да има црно дело и нема лево-десно, не може сиво, не може плаво, не може црвено, толку црно мора да биде. Не може така, затоа ви реков, за 5 години можда вие за мене мислите дека летам во облаци, меѓутоа ви кажувам дека агенцијата мора да ги има сите ингеренции. Затоа ви кажав за човек кој што е посебен во америчкиот дел на системот на рекламирање. За етикета на пивска флаша, он одлучува. Над 250 етикети има сопрано. Добро, прашањето беше во насока како што спомнавме за заштита на националните и државните интереси, како што прегаска го споменавте, пред малку го споменавте неделот во однос дали се заштитувало, како сме биле нарекувани, како била наречена државата на една од странска телевизија која што емитувала тука програма. Беше домашна во писмено, во домашно. Така? Домашна. Добро, Пинк телевизија. Имаше дозвола во Република Македонија. Имаше дозвола, добро. Сега, од тука се поведов понедел. Дали ако колку агенцијата може да влие на такво заштитата на државните и јавните интереси, кога една странска која што не е странска домашна телевизија со странски капитал. Странска капитал, значи странски донор финансира информативна емисија, дебатна емисија во однос на бранењето или за земањето на страни. Можно ли е влијание врз формирањето на јавното мислење со таков настап? Вака, значи емисиите кои што се за кои што зборуваме се финансирани од различни странски. Има повеќе емисии, емисиите, емисиите, значи има повеќе емисии, повеќе програми финансирани од различни странски донатори, се предмет на анализа и мониторинг на агенцијата не само за време на изборен период, туку и за надворот изборен период. Било какво забележување, значи за непочитување на одредени законски одредби, се преземаат мерки. Така да апсолутно не може да стане збор дека начинот на финансирање на тие емисии може да влијае врз начинот на информирање. Може ли да бидат казнети за настапување со поостар тон, да речеме? Сам не разбирам што значи тоа со поостар тон. Тоа пише затоа што во со како беше со каква било констатирано во со каков тон ќе се обрати водителот. Сега тоа беше минатата година во дебатна емисија на вашата телевизија кога водителот или водителката се стави во улога на гостин и почна да одговара на прашањата на другиот учесник и затоа имаше и изречено мерки и санкции, така да тука не вели дека одговарала на прашањето, туку дека е поостар настапила со поостар тон.
Значи, кон представникот. го имајте извештајот на страната на агенцијата и можете да го видите. Така да апсолутно не станува збор за тоа дека настапувала со поостар тон. Во однос на Морам финансирање... да кажам нешто, господин Трајчевски е многу коректен према своите колеги што работат во програмскиот сектор на агенцијата. Јас ги познам 15 години. Знаете како, кога господин Цветин Чилиманов влезе за прв пат во агенцијата, му викам да знаеш, ќе веруваш само на една личност, се вика Емилија Јаневска, а на сите други да не им веруваш, што све ќе ти изложи. Сега повторно. И се ова е безобразно од мене, меѓутоа господин Трајчевски, не може на агенцијата да и кажуваат политичарите, вклучувајќи ве и јас како политичар, да кажуваме како треба да функционира агенцијата. Законите за радиодифузија, законите за медиуми се пишуваат еднаш и после тоа само се надградуваат. Агенцијата во овој момент не може да се гледа како биро за вработување на политичари. Денес сте вие, во овој момент имате предлог закон во кој што СДС вика, ние ќе ви кажеме са кои ќе бидат новите советници, кој ќе биде новиот директор. Не бива таа работа така. Мора на овие луѓе да им се даде можност да работат и да соработуваат. Ако господин Стоилковски со одреден тоналитет ме нападне мене, а ве брани вас, тогаш агенцијата треба да цени дали тоа ми наштетило, не ми наштетило. Не е битно дали е во тек на изборна кампања или е надвор од изборна кампања. Тука се главните проблеми. Затоа агенцијата мора да биде све и свија. Нема само регулација. Кој ќе ставите во законски рамки, не може ја сам да мислам што ќе ми се случува. Туку мора агенцијата да го кажува тоа. Тука сме во различни ми се ставовите. Во ред, вие имате право да размислувате така, тоа никој не го... Да, па нормално, никој не може да ми го одземе тоа право. Никој не може да ми го одземе правото. Јас застапувам сосема диаметрален став од тоа што го кажувате вие. Сметам дека тоа што е пракса и тоа што се покажало како успешно во европските земји нема причина зошто да не функционира кај нас. Имаме кај нас и само регулаторно тело и не може да биде се само регулаторно? Советот за етика. Значи, немајте господин Трајчевски. Мене Марина и господин Тадамчевски ми се големи пријатели. Немојте да ми кажувате што е само регулаторното тело. Во ред, значи не сакам, затоа реков не сакам да спомнуваме луѓе и да ги спомнуваме имињата кои што се тука. Значи може да се постигнат резултати, не може да биде се предмет на регулација, мора да биде да се издигне нивото на новинарите и на уредништвото во сите медиуми на едно повисоко ниво и да се постигне целта. Не може да биде се предмет на регулација. Преголемата регулација може да доведе до спротивни ефекти. Така да, уште еднаш ќе повторам за тоа што го кажавте дека била казната телевизија нова за пооштар тон. Не е казната за... дали било телевизија нова во тој момент. Не станува збор за пооштар за принцип на работа. Пооштар тон, туку тоа го има и во извештајот констатирано од стручната служба, односно лицето кое што во тој момент било задолжено да врши мониторинг на телевизија нова. Така, во интерес на парите, време е за вториот блок на реклами. Еве неповторно со отвореното студио, со мене во студиото се Виктор Грозданов и Зоран Трајчевски. Разговараме за медиумите, изборите и политичките партии и воопшто влијанието на политичките партии врз медиумите за време, но и вон периодот на избори. Ако предмалку зборувавме за интересите, за јавниот интерес и за финансирањето, нормално е дека темата тука можеме да ја продолжиме околу јавниот сервис, околу Македонската радиотелевизија и она што се вели финансирање и независност на јавниот сервис, особено што сега дури и на негодување на дел од новинарските здруженија беше укината радиодифузната такса. Ме интересира вашиот став прво личен и на едниот и на другиот околу вакви зафати. На јавниот сервис, ако зборуваме за радиодифузната такса, тој сегмент ја зафаќа и Агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги, јавното предпријатие Македонска радиодифузија.
Ставот агенцијата го има изнесено, тој е мој личен став дека тоа што беше законско решение од 1997 година за наплаќање на радиодифузна такса гарантираше финансиската независност и тоа овие изминати 20 години воопшто ниту една влада не го чепкаше и овозможуваше на овие институции да имаат прилив на средства без влијание на било која политичка партија, односно без влијание на владата. Ова решение сега со укинување на радиодифузната такса е нестречно решение и ќе покаже времето дека апсолутно не се постигнува никакво зголемување на независност. Јас ќе кажам дека агенцијата последните 3 изборни циклуси треба согласно изборниот законник да добие пари од Министерството за финанси за покривање на изборните активности. Еве само за последниот изборен циклус, минатата година имаше 2 изборни циклуси, едни избори што не се одржа и потоа во декември кога се одржаа и двата пати моравме да поднесуваме тужба до Министерството за финанси за да не ги префрли парите минатата година. Оваа година изборниот мониторинг започна на 7 август. Средствата од владата ги добивме минатиот четврток. Така да со огромно задоснување, значи ако се погледне праксата и ако се погледне дека во 2005 година кога беше донесен закон за радиодифузна дејност, тогашниот министер за финансии, ако имаше законска обврска, не сакаше да префрли пари на македонската радиотелевизија. Тоа покажува дека немаме светли примери во минатото дека државата или Министерството за финансии ги почитувало тие законски обврски. Дури и сега ова што е усвоен законот, дека 0,5% од буџетот ќе одат на сметката на овие 3 институции, ние немаме никакво законот решение дали тоа ќе се одвива на месечно ниво, ќе се одвива на тромесечно ниво, ќе се даваат парите на почетокот на годината или ќе ги добиваме парите како институции на крај на годината. Останува пак на волјата на министерот за финансии кога ќе реши да ги префрли парите. Пракса е дека тоа не е соодветно решение доколку се сака да се подобри финансиската независност на било која институција да биде зависна од буџетот. Во најголемиот дел држави од Европската унија финансирањето е преку радиодифузна такса, доколку државата сака да помогне, секогаш постои можност преку донации, дотации кои што нема да бидат да зависат од политичката волја на владата или на Министерството за финансии, јавниот сервис може да добие средства. И тоа го имаше и во постојниот закон, немаше потреба да се укинува радиодифузната такса. Не знам дали треба политички да кажам или професионално, вака како на мене. Јас би сакал професионално. Значи, ова е несракно решение, кое што е доста популистичко и кое што јас претпоставувам дека до 1 јануари 2018 година ќе биде укинато. Значи, науката докажала, исто, не само науката, науката е дел од примерите, кај што се кажува дека претплатата е многу лесен начин за финансирање на јавниот сервис. Ако се вратиме наназад, јас не знам за кој министер за финансии збори, да јас се сеќам на Никола Поповски од СДС. Тој е министер за финансии во 2005 година, кога имаше едно законско решение дека 80% вака од буџета, 80% на фактурирана вредност да се префрлаат во МРТВ, човекот не ги префрли затоа што така он сакаше да биде. Тој е човек на СДС, не е затоа реков сега политички. И ги оставија 6 месеци луѓето без леп, се разболеа луѓе, дури еден директор умре на сред свадба и така натаму и така натаму. Кога стана збор за радиодифузна такса, мора да се наплаќа од претплата, има начин. Јас кажав, нема да коментираме се пред изборите, ќе почекаме на 16 октомври, па тоа ќе разговараме како би требало тоа се наплаќа. Факт е дека господин Трајчевски учествуваше во опишувањето на радиодифузната такса да се намали од, како беше, од 400 денари на 130, така? Од прилике така му доаѓа. Тоа беше одлично решение да се наплаќа. Ова сега нема да донесе никаква независност и премногу се користи тој израз независноста на македонската радиотелевизија, односно независноста на јавниот сервис. Финансиската независност. Не збориме која е финансиска независност, онда и независност новинарска, нели? И јас стварно не разбирам се, мислам, факт е дека има политички влијанија, не да има, која е гарнитура да дојде, дека ќе има влијание. Многу ме интересира како ја замислуваат независноста.
лично мислам дека МРТВ има други проблеми. Треба да направи свој центар за обуки. Добро, Треба да се сега Така? збориме за центар за обуки за да се обучуваат новинари, Така. нели? Треба да начинот на избор на главен одговорен уредник на информативна треба да се смени, значи не директорот да каже, туку да си се изберат сами од новинарите. Главен одговорен уредник на МРТВ е фактички програмски директор на Македонската радио и телевизија. Албанскиот сервис не е посебна приказна, туку тоа е све заедно. Има уште еден канал кој е на канал на помалите заедници, може да се направат форматирани канали, па тие да се продаваат и така натаму. Радиодифузната такса, како што кажа господин Тројчевски, не пишува дека од 1 до 5 во месецот ќе се префрли, нели? Средствата, не кажу, ја мислам дека не прочитав. Нема никаква решение. Нема рок, значи може да се префрли на крај на годината, до тогаш не може да се земат плати и мислам дека повеќе е лапсус во кој што министерот за финанси ќе си бара, како се вика, ќе си бара причини за да не ги префрла парите. Патем, еве за целата јавност, самиот министер за финанси бара нова давачка, а да не биде преку буџет. И затоа кажам дека е измама, класично. Ако сметаме дека независноста е нарушена со самото тоа што нели е одземена радиодифузната такса, повторно можем да се навратам на оној дел на финансирањето на дел од информативните емисии по приватните телевизии во однос на нели интересите странски. Меѓутоа, ако лани на прашањето дали политичките партии се обидуваат да влијаат врз вас како директор на агенцијата, дали оваа година имаше таква чувствувате таков притисок? Минатата година притисоците беа драстично поголеми во однос на оваа година и неспоредливи се притисоците што беа минатиот изборен циклус со изборниот циклус што се случува оваа година или со изборните циклуси што беа изминатите години пред 2016 година. Јас пријателски, може да ни објасните во кој дел беа притисоците? Што значи Стварно тие ме интересира. притисоци? Па притисоците не се однесуваат само на политичките директни политички притисоци од политичките партии, туку и од тезите и информациите што се пласираат во јавноста преку одредени медиуми со кои што директно се дискредитираше агенцијата, се дискредитирав јас како директор, се дискредитира членовите вработените во програмскиот сектор со изнесување на најбрутални дезинформации и лаги. Се не би сакал да се навраќам, можете да ги отворите на интернет вестите кои што беа изнесувани минатата година во текот на оние 100 дена, додека траеше изборниот мониторинг, меѓу минатата година прв пат и тоа е единствен пат до сега што имаше мониторинг 100 дена пред избори. Од политичките партии се изнесува преку разни соопштенија се изнесува одредени невистини кои што да речеме дека агенцијата долучи пари за неплатен ДДВ, се оспоруваше стручноста на стручната служба и оние кои што прават мониторинг, се оспоруваше, се девалвираше на најразличен начин преку печатени медиуми, преку интернет портали на луѓе кои што се блиски до една или до друга политичка партија, работењето на агенцијата. Што сега е, да речеме, во формат е многу, сега е како таков тип на активности е во многу намален обем. Сега па не разбрав што бил притисокот, сега дали сте платиле ДДВ или не, тоа мислам Тоа под притисок тоа не е политички притисок, тоа е финансиски притисок, еве да кажеме. Ако е тоа така, ме интересира, сакам да ми објасните. Врз работењето на Дали, на пример, ви се јавил, не знам, Никола Груевски и ви рекол дека извештаот за Сител телевизија не е таков, туку е поинаков. Тоа ме интересира. Или ви се јавил Зоран Заев, кој што ви рекол,
Исто е пасител телевизија ќе ја земе дека извештаат Значи, е кажавме уште катастрофален. на почетокот на емисијата дека нема да спомнуваме имиња на луѓе кои што не се присутни во Ама студиото. сега, добре, сега тие Значи, се јавни личности, Добро, биле дали има премиер, време, премиер, да, сега го значи, преформулирам тоа е Грозданов Значи, затоа што сме во еден период дека кај што имало, не могу, да. дека имало притисок, а тоа е констатирано и во извештајот за напредокот на Македонија од Европската комисија. Вака одговорот е Детали за тоа е какви тотално биле некоректен. притисоците, некоректно да се изнесуваат информации за луѓе кои што не се во студиото. Не, видите сега, ова се флоскули и ја ви кажам дека информацијата, ова што го давате како информација е тотално некоректна информација. Без разлика дали станува збор за Никола Груевски или станува збор за Зоран Заев. Ако има политички притисок врз агенцијата, независно регулаторно тело може да се финансира од пари на граѓаните. Ние тоа јавно сме го кажале минатата година повеќе пати кога беше изборниот процес дека постои политички притисок. Добро, така да ве прашам за пример. Значи, еве на пример ви се јавил Стефче Кимовски, еве јас го користам како име, ви се јавил да ви каже Кажав дека нема да користиме не ме интересира. имиња. Тоа значи немало политички притисок. Добро, сега Грозданов. Што? Прашувам. Па не прашувам каков политички притисок, кој ви се јавил? Бейли ви се јавил? Гарет од британска амбасада. Кој се јавил ме интересира. Треба јавноста да знае дека врз независна регулаторна агенција некој се јавил и кажал еве има политички притисок. Све е политички притисок. Дали е дипломатски надворешен или е внатрешен. И вие сте директор на таа агенција и државата ве плаќа за тоа. Ме интересира кој го извршил притисокот. Но вака сакам да знам. Вие ќе сум радосно. Во ред, јас ви кажав дека имиња на луѓе кои што не се треба да ги викнеме сега тука на овако за вие да кажете. Господин Трајчевски, малце посериозно некоректно се однесувате, ама нема ако. Рековме дека нема да не е убаво така. Спомнуваме имиња, особено не на политичар. Извршен е политички притисок врз агенцијата, ама не кажуваме кој е. Не е бил тука присутен на масава. Добро. Хајде, продолжи. Добро. Ја да не ако ради почет кон знаете вас што, се разговаравме за тоа што е улогата на агенцијата воопшто, дали може да се подобри оној простор во интерес на гледачите, не во интерес на политичките партии или дали намерење на квалитетот и квантитетот на известувањето. Ако не ви е испочитувано мислењето за радиодифузната такса, ако ви е наметнато адхок тело, како што рече Грозданов, всушност, нели сведочевме на едно такво наметнување на адхок тело, затоа што имало политичка недоварба од една или од втора страна кон работењето на Трајчевски и неговиот тим во агенцијата. Ако имало политички притисок нели врз агенцијата, што остана до медиумите, а дека медиумите треба да изигруваме тука, не можам да најдам споредба што треба да правиме, да оставиме едно празно столче, да повикаме друг, па после да се правдаме дали дошол или не дошол, или бил повикан или не бил повикан. Ако ги гледаме однесувањата на политичките партии и тоа дека вие немате ингеренција онака како што укажувате кон медиумите, да укажете и дека политичките партии треба посериозно да се занимаваат со медиумите и да не ги оставаат нели како на Јас и на почетокот ви кажав, начинот на информирање воопшто не зависи од политичките партии, туку зависи од уредништвото. Зависи. Така да, па не знам, ако зависи тогаш имаме сериозен проблем. Меѓутоа, значи кажав, известувањето, информативната програма е одлука на уредништвото на секој медиум. Така да апсолутно не може да се каже дека ингеренциите на агенцијата или законот се причина за известување вакво такво. Дали може да бидете погласни во однос на политичките партии, во однос на политичките дејци? Вака сега, значи, во однос на политичките партии, во однос на политичките партии, согласно изборниот законник, за непочитување на законот е надлежна државната изборна комисија, не агенцијата. Така да за предвремено започнување на кампања, за други активности си е надлежна државната изборна комисија, не може да биде надлежен регулаторот. Регулаторот е надлежен за медиумите и за содржината која што емитуваат медиумите и тука завршува надлежноста на регулаторот и не може да биде надлежен за однесувањето на политичките партии. Така. Во интерес на времето привршуваме со емисијата. Грозданов, дали сметаш дека има дека има простор, го нагласуваш постојано дека има простор за проширување на ингеренциите на со големо жалење. Значи ќе кажам на еден ваков настап да се каже види ја немам ингеренции. Значи не збориме лично се.
Јас стварно не разбирам зашто уопште постои агенцијата за медиуми. Што има да постоите? Зашто да ве плаќаат луѓето? Едноставно ќе ве снема државна изборна комисија, само регулативно тело, ќе си има совет за етика, па си има судна често у ЗНМ, па може Касика Македонска асоцијација на новинари да направи нешто друго и нема потреба зашто да ве плаќаат луѓето. Нема потреба да постоите. Кога јас на вас ви давам насока како човек да разговараме за ингеренции, вие ми викате само регулација. Зошто да постоите? Нема потреба. Едноставно е тоа. Толку. Ке си влезе програмски сектор при Министерство за култура или пре не знам Очигледно каква. дека и рамките на делувањето на Значи, не може така да се однесуваме. Мора да се земат ингеренциите во рака и да се земе и да може да функционирате, да контролирате медиуми. Вие викате не се мешаме во уредништвото. Не може да не се Тоа мешате е во уредништвото. основно правило на едно демократско Ама општество. Не се може и мешате во агенцијата уредништвото. да влие на Замислете сега уредништвото. Наум Стилковски да почне тука да кажува сваштари. Значи, вие мора да го спречите. Не збориме сега ние тука меѓу нас, ама Ако било кој новинар се однесува спротивно на законот, си одговара медиумот, нема агенцијата така што влијае на и што уредувачката агенцијата што политика. прešтрика гоблени. Милјеса на телевизор да има- го Знам да за задržиме до крај. Немојте сега, господин стандарди, Трајчевски, европски не е убаво директиви кои што треба да се Јас на почитуваат. неколку пати ви кажав, не е убаво ваков Готови однос. сме со времето. Ке продолжиме со приватните разговори. Не, ова на- приватен не, разговор. Не, приватен Господин разговор. Трајчевски го почитам лично како човек. Тоа нема врска со приватност. Така, отвореното студио привршува во се последните секунди од вечерашново издание. Трајчевски ви благодарам за учеството, Грозданов и вам и што така се Благодарам. надевам дека дадовме на мала насока, но и не само кон гледачите, туку и кон учесниците во овој политички процес, дека медиумите сепак се алатка која што се алатка на гласачите и дека присуството нивно е неминовно и за подобро информирање на гласачите, но и за добробитот на самите медиуми. Ви благодарам на вниманието.